Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на детската емисија Сезнајковци. И оваа недела со вас ги споделуваме најинтересните моменти поминати со нашите најмили и најмали дечиња. Се потсетуваме на се она што во текот на целата година го сработивме со нив и го научивме. А научивме на вистина многу. Годишните времиња беа нашата прва тема. Кои се 4 годишни времиња беше лесно да се научи, но некако потешко ни одеше кога требаше да ги научиме карактеристиките за секој период и кои плодови токму во секое годишно време ги има. Но нашите сезнајковци се упорни и затоа научија. Погледнете и сами. Што е есен? Годишно време. Паѓат лисијата, дрвја за да се нишат и листовите паѓат на земја. Времето во есен е многу ладно. Паѓата лисијата паѓат. Дрвјата почнуваат лисијата да му паѓат. Во ноќ е студена, во ден е понакогаш топло. Има сонце, ма па малку греји. Зошто ја сакаме есента? Дека има јавоше, зеленчук и се. Зашто има лисија, јаболка, морковчина. Зашто? Од има зеленчуци, овоше и одиврени дошт. Зашто има јаболка и круши. Круша, јаболка. Има јаболкото, крушата, јаболкото, домато, морков, зелка, атлиџан, круша, јаболко, тие. Учењето на годишните времиња многу полесно им одеше ако тоа го прават преку песна. А вработените во детските градинки овде ја имаат најголемата заслуга за тоа што за секоја пригода на децата им даваа да научат соодветна песна. Здраво, нанели мој дечиња. Ама се изморив, сакам сите да ве поздравам, сите да ве гујдам и само на убави работи да слушнам. Грузија, круши, ореви, јаболка, зели, подарок на есен на дачина дели. Од доњи мучмули, макари щастливи, да тезнале гранките во родните ниви. Сок се прави, да да бидат весели и здрави. Есента ни донесе, грозија црно-бела, ги наполни амбарите со житово села. Јаболка и круши, во избата имаме, ке сладко, дури не си пројде зима. Од кај дојде есента со својата кола, прелетали со неа преку 300 дола. Изврвели патишта правили криви,
Побарали подкрепено 2-3 щади. Есента дойде во мојот град, донесе дојде цјалоше слад. Лисјата ги пожалте и ми измени лика. Горите ги претворе во маглеста слика. Лисја лапни, ветре рони, дождеот зврни, тивкот звони. Молчи птица крај два бора, а по боле тратор ора. Бразди, бразди, песна пе, се јачнива се меси. Областе темуна, додде стиле, ехтенчка петна, тивко чипе, две најатливи, две најтвеге, ехтента дојди кај наше веге. Есента плодна има чудна дарба, плодовите зеленчукот со прекрасна боја ги фарба. Од мешањето на бојата на есента и нема рамен, прави зелена и жолта до црвена плама. За поеде круце вечера, 3 пати на ден, здравах на најадам, разнам како здрав. Јадам овошје зеленчук, витамини примам, само треба добар апетит да имам. Важли, месото се скли, 4 или 5, ядеш лишко мед. 7 и 8, ама јас го гледа, 8 и 9, не тегна в кревет. Мамичка е, мешето го боли, мамичка е моли, со баба и дедо, да го скријат медо. Полно бели снегулки, од облак се ронат, како нежни дечиња во игра се гонат. По полиња, планини и низ светоцел, при снегулки, звездички, кад привез бел. Утрата магла ги покрива, шарените бои ги скрива. Доцна есен облаци носи, ветро студен растура коси. Бакарни листови по земјата лежат, на чевлите тежат. На жица врапчето студот го плаши, зимата иде во дворови наши. Кај наш беше есента со плодови здриви, а сега иде зимата со гранките веви. Пазарите се полни со овошје есенски, јаболка и круши за детските души. Денес во шумата шумски квиске има, затоа што иде гута баба зима. Сите шумски двеки ќе играат, ќе пеат, се доазува, сите ќе се смеат. Спремно за веселба, иако е зима, бомбони, сватки за секој зима. Оддалечен север иде на гости кај нас, сакан гостинки ни биде. Добриот ни дедо мраз со санка како муња, низ планините јури со зарови полна вреќа, низ цветише и бури како пердови се рон, негулките бели, дедо мраз на сите деца подароци им дели. Дека е вни учтена на годината дек, ке вни помина фитокон, на плеко дојде гостинте негот. Дедо млад не иде, ветело ке биде. Зима, зима, во неја студ има, снежни улици, радости по улици. Дрвената санка ја вози танка, радости блика на санкање сите навикат. Дошла зима не е чека, кумче вочо се долама во гората вие, а зајачето со кожувче во трнче се крие. Ешко бешко цел се завил во шумица мека, а во плив на врапче се скрил и храничка чика, а на мица не истуди во пештера мека. Сон тргнала не се буди, до пролет ке чека. Пајге снезе бело и пред моја рак, утрецо ке станам, ке направам пат. Пајге снезе бело и во град, и во село. Да сите деца цици секога сти бел и чист. Звона звончиња, дин дон дон, се е како во сон. На елката нова годишна, лампион до лампион. Елката украсена среде соба стои, ме весели мене и најмилите мои. Радостни се сели в душа, стрикна нова година, на секаде се слуша. Елката на Петар, убава и целена, со разни украси наредена. До неја Петар пацаничка се пеа. Елката дедо мраз весело се смеа. Ветрот студено ве, зимата песна ни пе. Джун, джун, джун,
снеговките звонат, попоина сеонат, деде мресните, весело ќе биде. Старата година шумски пуѓе, новата година на прагот ни дојде. Дедо мрачни носи, со побелени коси. Брадо се добрни тони носи, студо со коси. Дивка, вапто, сив, тески, баки има, вапто, очи на баба зима. Лави, ектовари, се гове, планина и планини, обдоблаче била, сите снежи плайгат, имате ми дојага. Кажи ми како се викаш ти? Илина, Илина. Ти што ни направи, кажи, денес од пластелин? кочиче, Кокиче направи. Ајде да видиме како го направи, кажи ми, што има кокичето? држки Добро. и главче и стебло. И две липчиња, така? Браво. А ти како се викаш? Ивона. Ивона. Ивона го направи кокичето или уште ливчиња му фала? Уште ливчина. Уште ливчиња? Ајде ќе ги направиме ливчињата? Ајде да видиме. Има и портокалево. А кој знае од вас да ми каже што е кокичето и кога излегува кокичето? Врни снег. Кога ќе врне снег или тој се крие под снегот? Се крија под снег. Се крие под снегот и кога ќе видиме дека има кокиче, кога ќе се растопи снегот, знаеме дека зимата ќе помине и ќе дојде пролетта. Да. Така? Да, и после ќе не биде топло. Ти го направи кокичето? Да. Уште му фали уште едно липче? Да. Ајде уште едно липче да му ставиш. А ти, Сонце, како се викаш, не ми кажи? Лука. Лука си ти. А ти како се викаш? Стефан Маневски. Ти си Стефан. И Стефан има многу убаво кокиче. Што ќе му направиш сега? Кажи ми уште што ќе му додадиш? Уште топче. Уште топче. Сакате вие кокичиња? Имате видено кокичиња? Да. Да, браво. Големо. Големо имаш ти. А сакате да играте со пластелини, да правите вака и растенија и животни се? Да. Да, ајде да ги видиме ние другите другарчиња кој што има направено до кај се со кокичињата. Да одиме овде? Ајде. Овде имаме 4 прекрасни дами. Како се викаш ти? Николија. Николија. А ти? Изабела. Изабела. Ајде да ми кажете до кај сте вие со кокичињата? Јас уште малце да му клам само листа. Уште малку да му кажеш ливчиња. Убави се кокичињата? Да. Да. Ти? И ти уште едно ливче, така? И готово. Лесно го направи? Да? Да. А кој знае да ми каже од вас кога ги има кокичињата? На крајот на зимата кога иди пролетта? Да. Тие ние најавуваат пролетта, така? Да.
Да, а ти како се викаш? Сара. Сара. Сара го направи кукичето, така? Убаво е? Сакаш ти кукичиња? Да. Да. А ти, Злато, како се викаш? Ева. Ева, ајде Ева да ни кажеш, што ти остана тебе за правење? Уште ниста. Ајде да направиме едно ливче заедно. Кај имаме зелен пластелин? Немаме тука. Да побараме, ќе си земиме и ќе ја направиме. А кажете ми вие, освен кукичиња, што сакате друго да правите со пластелин? Еве го. Ајде додека Сара го прави и второто ливче, кажи ми ти што сакаш друго да правиш со пластелин? Торти. Торти? Браво. Убаво е да си играте со пластелин? Како се викаш? Витот. Виктор се викаш ти? Да. И што ни направи Виктор? Кукичето готово? Да. Ајде да видиме уште последното ливче да го направиш и да му го ставиме. Да? Во каква боја го правиме, кажи ми? Во зелено. Зелена. А цвеќето каква боја има? Зелено. Не, каква е ова? Бела. Бела има цвеќето. Ајде додека ти го правиш ливчето, ние ќе опрашаме другарчево како се вика. Мики. Ти си Мики? И Мики нема ливчиња на кукичето? Да. Ти кажи ми што знаеш за кукичето? Кога го имаме кукичето? Во зима. Во зима. Значи кукичето го имаме во зима, ама тој ни ја најавува пролетта, така? Да. Што ми излезат кукичињата, ќе знаеме дека ќе дојде пролет и ќе биде топло, така? Да. Сакате вие кукичиња, ти Злато сакаш? Да. Како се викаш? Јована. Јована. Има Јована видено кокиче до сега? Да? И какво е? Исто вака како твоето, нели? Што има твоето, кажи ми, каква боја ти е кукичето, цветчето и стебленцето со ливчињата? Каква боја? Бела, И? зелена и стебленцето зелено. Зелено, браво. Еве го и ова ни е готово. Како се викаш ти, кажи ми? Теодор. Тодор? Теодор. Теодор се викаш ти. А како те викаат другарите, Тоше? Да. Да. Тоше, да видиме ти го направи кукичето? Да. Ајде, овие што му се, кажи ми? Лище. Ливчиња. А ова што е? Таблет. Стебленце. А овие? Цвек. Цвеќе. Дали ти сакаш кукичиња? Да. Да, добро. А ти, Сонце, како се викаш? Лиле. Да, и ти си готов со кукичето, така? Да. Дали знаеш ти каква боја се стебленцето и ливчињата? Зелено. Зелени. А цветчето? Бело. Бело е, добро. Ти како се викаш? Марија. Марија. Марија, убави се кукичињата? Да. Тоа се цвеќенца мали, така? Да. Да. Да, и тие пример кога ќе дојдат, ќе знаеме дека ќе ни дојде пролет и ќе ни биде топло, така? Да. Да. А кај ги има бе кукичињата? Кај можеме да ги најдеме? Кој ќе ми каже? Јас не знам кај се кукичината. Не знаеш кај ги има кукичињата? Јас дома ми порасна ми. Те дома ти порасна во градината? Браво! Кој ќе излези кокиче, кој ќе ти порасни, ќе им донесиш овде в градинка на сите да им покажеш? Да? А ти како се викаш? Данија. Ти си Даниел. Ајде, Даниел, да ми кажеш што направи сега? Кокиче. Кокиче. Покажи ми што е што на кокичето. Овие што се? Ливчи. Ливчиња. А ова долгото? Табло. Стебленце. И белите? Цвеќе. Цвеќе. Ти сакаш пластелин и да си играш со пластелин? Да. А што најмногу сакаш да правиш со пластелин? Цвеќе.
Цвеќе. Колку ќе му го однесиш ова и на колку ќе му даеш цвеќе ти? На мама. Габи ни направи не едно, не две, току 3 кукичиња, така? Да, малецки и убави, така? Ти ги сакаш кукичињата? Да. А ти како се викаш? Ивана. Ивана. Кажи ми, Ивана, ти ајде, што има кукичето? Што му се овие и каква боја се? Петни. Бели се, тоа е цветчето, така? Тој има мал и нежен цвет кукичето, така? Да. А ливчињата какви се? Толки. Зелени и долги, така? Добро. А ти како се викаш? Ана. Ана. Ана, готово е кукичето? Многу е убаво. Кажи ми, ти дали си видела кукиче и дали знаеш каде расте? Не. Не. Не си видела? Ама имаме едно таму и после ќе го видиме, така? Добро. А ти, сонце, како се викаш? Матеја. Матеја, што имаме овде, кажи? Кокичина. 2 кукичиња ни направите? Да. Лесно ги направи или тешко? Лесно. Лесно. Што направи прво, кажи ми? Стебленцето? Да. И после? Цветчињата? И на крај ливчињата? Кажи ми, Злато, како се викаш ти? Ивана. Ивана. Што прави Ивана во моментов? Какича. Кокиче, цветчето од кокичето го спремаш? Кажи ми, имаш веќе едно готово, ова е второто, така? Да. Ајде, тешко беше да ги направиш или не? Не. Сакаш да си играш со пластелини да правиш цвеќиња? Да. Многу? Да. Браво. А ти, сонце, како се викаш? Наталија. Наталија. Наталија и фали едно ливче, така? Ќе го направиме? Ајде, додека јас зборувам со твоите двајца другарчиња, 2 кои што се овде, ти ќе ми направиш едно ливче на кукичето? Важи? Ајде. Ти, Злато, како си? Вероника. Вероника има 2 кукичиња. Едно големо и едно мало. Кој го направи прво? Ова. Ова. Како го направи, кажи ми, што направи најпрво? Стебленци. И потоа? Ливчиња. И на крај? Цвеќето? Добро. А ти како се викаш? Горјан. А ти кажи ми, каква боја се ливчињата и стебленцето на кукичето што ги направи? Ова е бело, а овие се зелени. Беше тешко да го направиш или не? Не беше. Не. Колку сакате вие да си играте со пластелин? Многу? Ти што најмногу сакаш да правиш? Се. Здравата храна, рециклирањето и начинот на кој треба да ја чуваме нашата планета беше интересна тема за малите сезнајковци. Многумина од нив не ни можат да го изговорат зборот рециклирање, но знаат што значи тоа. Еве како за екологијата размислуваат малите на големи детски глави. Што е рециклирање? Да не се фрлат ѓубрината, да се фрлат во кантот за падоци и да ги чуваме и да ја чуваме планетата да биде чиста и себра. Не научите кај што треба да фрламе пластики, треба да фрламе пластично нешто. Кај што треба да фрламе лисија, треба лисија. Шишето, хартијата, играчките што се пластични и батериите. Од старо шише да се направи ново. Играчки од пластика, шишиња и батерии. Шишиња, пластични, што се и батерии, стакло и пластични играчки. Ке се направат нови. Шишињата, стаклото, пластичните играчки, хартијата. Во специјалните канти. Специјална канта. Во контейнеро, ама не во обичен, туку во друг. Во зелен. Во золтак. Зошто треба да рециклираме? Кога фрламе отпадоци, ѓубриња и целата планета се загадува.
Да го врламе во кантата, оти ја валкаме природата. Ќе уништиме целата природа. Оти да не загатуваме природата. Оти треба да ја зачуваме природата. Како се викаш? Мартин. Што нацрта Мартин денеска? Планета. 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 И Со друго дете. има и дрвја, така? Зелени, убави. А ти што ни нацрта? Планетата Земја. И освен планетата, што имаме друго на цртежот? Имаме и сонце. Сонце. Чипе. Чекај да видиме кој што ни црта овде. Што е ова синото? Вода. Вода. Друго што има кај околу планетата Земја? Земја. Земја. А колку планети имаме? Една. И што и треба да правиме? Да чуваме. Браво. А кај тебе што има, кажи ми на цртежот? Ете 3 планети помеѓу Земјата и ова е кучица. И деца има. Да. Колку убави човечиња. Браво. Што прават тие? Си играат. Си играат со животните, така? И ја чуват планетата Земја. Да. Да? А кај тебе што имаме на цртежот? Сонце. Сонце. И друго? Биле, облаци, луѓе, цвеќе, топка кај што играат децата е тигар. Небото плаче, облакот пее, лист есенски скока и се смее. Ветерот ги ниша, гранките голи, а едно врапче на прозорец за трошки му. Есента облека жолта се скрои, дождо на глиста лази и брои. Сонцето златно зад облак се крие, дрвото дождовни капки пие. Некаде наутро паднала сла, во шумата сите собрале храна. Животните брзаат кон куките свој, зимата студена на прагот ни стои. Секој дете од граинка знае што да прави, луѓето, птиците и животните за да бидат здрави. Земјата е само една, Богу е вредна, ви раѓа Богу плодови разни, фрижидерите нема да бидат празни. Задачата е лесна, како да пееш песна. Чувај, сакај го воздухот чист, чувај ги дрвјата и нивниот лист. Ке засадуваме дрвја нови, со чист воздух ке се засладуваме.
Овие 30 на минути се надевам беа интересни и поучни за сите вас. Понекогаш мора да сватиме дека и учењето преку песна е учење, особено ако станува збор за дечиња на оваа возраст. Толку денешната наша дружба. Се гледаме повторно за 7 дена. Чао, чао!